Поздрав, драги гледачи. Мој денешен гостин е Ивица Милевски. Ќе зборуваме за геопаркови. Кажи ни нешто повеќе за тоа, за оние кои не знаат што се геопаркови. Така. Првин да се заблагодарам за поканата за учество во оваа емисија Авантуризам. Пред се да кажеме дека некако оној дел на геодиверзитет и геонаследство со кое што изобилува нашата држава, некако беше малку запоставен во изминатиот период. Всушност, таа запоставеност беше и на пошироко ниво, да кажеме, и во глобални рамки запоставеност на она што велиме геос. Може би оправдано првично внимание беше давано секогаш на биосот како нешто што може многу забрзано да се уништи, деградира и така натаму. Бројни видови во меѓувреме исчезна или се на пат на исчезнување, уништување и така натаму. Така да веројатно во тој поглед главниот акцент беше секогаш поставуван на биосот. Но некаде таму во 90-тите години, 1990-тите години, се почна да се појавуваат размислувања дека и тој биосот е многу тесно врзан со подлогата на таа животна средина, значи со геосот. И од тогаш почна исто така и размислувањето дека, за жал, и геосот, геосредината исто така се уништува, се деградира, најчесто со несоодветно користење од страна на човекот, со несоодветни начини на градба, на експлоатација и така натаму и така натаму. Урбанизација. Да. Така да некаде тој период една меѓународна организација Прогео почна со своји заложби токму за тоа, за поинтензивна промоција на геовредностите. И од тука произлегоа некаде веќе кон крајот на 1996, 97, 98 година, крајот на минатиот век, првите напори да се формираат уникатни подречја по своите геокарактеристики, кои што ќе бидат добро презентирани, воедно на некој начин заштитени, но некако на начин како што се штитат биолошките вредности, например, туку пред се во смисла на одржливо користење, внимателно користење и воедно и промоција на тие уникатни вредности што ги имат. Тоа се главно подрачја кои што велиме ја објаснуваат историјата на земјата, значи можне вредниот тој аспект, пример старост на карпи со стотици милиони години или некои отсеци, некои каньони, некои пештери и така натаму со огромна старост или уникатен начин на настанување, така што навистина тие се во опасност на некој начин да бидат уништени или деградирани или да се изгуби она нивна оригиналност што ја поседуваат, и веќе околу 2000 година почна да се формираат први геопаркови токму со таа цел, промоција на тоа уникатно геонаследство, уникатно велиме во планетарни рамки. Значи нешто што е навистина вредно во планетарни рамки да се заштити, нешто особено интересно и нешто што преку кое што може да се види таа еволуција на земјата, не само преку геолошкиот дел, него и преку бројните фосили што ги има на тој простор, да се види како се развивала земјата, затоа што како што гледаме во минатото, така може да сватиме и што може да се случи во иднината или ќе се случи во иднината. Така да првите геопаркови, 3 геопарка први што се формираа, беа 2000 година, едниот во Франција, другиот во Германија и третиот на Лесбос во Грција. Главно беа во третиот случај главно беа фосилизирани дрвја, стари со милиони години, така да остатоци од тие скаменети дрвја на некој начин, значи тоа и од тука почна идејата да се таа идеја за геопаркови да се шири се повеќе и повеќе, и од тие први 3 почетни геопарка Европа стигна моментално, има некаде 100 геопаркови. Таа идеја драстично напредува. Во меѓувреме се и некои други држави глобално, да кажеме, ја прифати идејата.
не само како промоција и презентација на она што го има уникатно, туку видо и начин за туристичко активирање на некои релативно слабо развиени подрачји. И во оние комуникации што сум ги имал и она што го читаме и го согледуваме, дека речиси ни еден геопарк до сега нема некакви негативни искуства. Напротив, искуствата се многу позитивни и во локалниот развој, и во презентација на државата на широк меѓународен план. И повторно ќе кажам, таму каде што најчесто, каде што нема море, нема плажи, нема нешто што е многу атрактивно, карактеристично во туристички поглед, да привлекува масовен туризам, тука се геопарковите под, велиме, ознака на УНЕСКО, бидејќи во меѓувреме УНЕСКО исто така ја прифати идејата за геопаркови како нешто што треба да се презентира, промовира, да се укажува дека е нешто многу вредно за историјата на земјата, да едукативно да се користи, значи за објаснување на посебно, особено на младите генерации, дека ете низ кои се фази поминала земјата. И затоа велиме, еве моментално 28 држави во Европа имат геопаркови, уште 5-6 други држави се подготвуваат на тој чекор и велам тука некаде би требало и ние час поскоро да, бидејќи пак во низ различни средби се укажува на тоа дека за жал некако посебно овој дел од Балканот, јужниот дел со исклучок на Грција, останува некако како да кажеме бела точка некоја, без се уште без незаинтересираност или што е? Повеќе би рекол немање на сериозност некоја во пристапот кон геопарковите. Значи, во Бугарија имаше пред 10 години голема иницијатива за еден геопарк, па потоа за уште еден Белоградчик, меѓутоа повеќе од некакви, не знам, политички, организацијски, административни работи, за жал таа идеја пропадна, иако има навистина интересни подрачја. Јас пребарувајќи во Србија најдов само дека е Ѓердап. Да, во Србија Ѓердап успеа во Србија на тој план. Значи, релативно брзо беше остварена идејата за воспоставување геопарк. Сега одат на вториот геопарк, тоа е Фрушка гора. Се прават напори тоа да стане исто така геопарк. Во меѓувреме Албанија исто така подготвува неколку, се концентрира на неколку подрачја кои што би биле потенцијални геопаркови. Црна Гора оди во тој поглед, така да таа е една иницијатива на Европската мрежа на геопаркови, бидејќи сите геопаркови се организирани регионално, односно континентално, па имаме Азиска мрежа на геопаркови, Африканска мрежа на Европска мрежа на геопаркови. И Европската мрежа на геопаркови инсистира овој дел од Балканот, кој што е навистина многу интересен, да сепак малку поактивен биде на тој план, значи да се формираат геопаркови и со цел на промоција, презентација на она уникатното што го има, но и со оглед на тоа што тој дел на Балканот е релативно слабо развиен и може да придонесе покрај другите работи, може да придонесе во развојот на локалните заедници. Колку знам, вие започнавте една идеја на геопарк во Македонија, мада мислам дека има навистина многу можности и треба да има геопаркови. Тоа е Злетовскиот крај, со неговата вулканска особеност, која можам да ја речам е на некој начин уникатна на овие простори. Ние прв пат за геопаркови, всушност и јас како да кажем, стручно лице од областа на геодиверзитет, геонаследство и така натаму, не бев толку запознаен се до една конференција тамо некаде 2007-2008 година, кога од страна на колеги од Германија главно беше кажано, вели, вака релјефно гледајќи, државата ви е навистина многу интересна, многу уникатна, зошто немате геопарк. После малку се заинтригиравме за тоа прашање и имавме повторно неколку конференции, особено една конференција 2014 година во Виминациум во Србија, каде што повторно група луѓе укажува зошто вие имавме и таква интересна презентација, кога имате толку убави подрачи, интересни, уникатни подрачи, зошто не се направи напор да се дојде до тој прв геопарк, па потоа и други, всушност беше
индикативно укажување на Колку има места кои би можела да биде? Тоа сакав да го кажам, едно индикативно укажување на еден колега од Австрија, кој што кажа, согледувајќи ја вака презентацијата за она што го имаме во државата, излегува дека цела Македонија може да биде фактички геопарк. И од тука со одредени консултации, разработки и така натаму, в тој период 2014-15 година работевме на една стратегија за туризмот, на развој на туризмот во источниот плански регион и ја пласиравме таа идеја дека може покрај останатите форми да заживее можноста да се формира геопарк на подрачјето на Кратово Злетово, значи во таа област, или првично име беше Лесновски геопарк, но потоа за да секако, бидејќи тука треба и луѓе кои што се искусни во тој дел, па повикавме ние стручни лица од Геопарк Папук, стручно лице од Романија исто така, значи кои што веќе имаат искуство со работа со геопаркови. Значи ни беше укажано дека е добро да се прошири областа, значи тоа идеално е некаде да има околу 600, 700, 800, 1000 километри квадратни некоја површина, каде што ќе постојат, вели, за да се формира еден геопарк треба да има некој локалитет кој што има изворедно значење, национално, па и пошироко во поглед на тоа, или пак да постојат 10-15 помали такви со силно национално значење, помали локалитети во рамките на тоа мало подрачје. И ние тогаш издвоивме неколку, значи Лесново, кратерот и тие беа воодушевени, значи еден од ретките кратери, остатоци од кратери всушност, во кој што има селска населба. Понатаму бројни остатоци од вулкани, значи кои што биле активни пред 10-15 милиони години, 20 милиони години, но се доста сочувани во релјефот и така натаму. Вулкански топки има. Вулкански топки, да, или вулкански бомби, така наречени, и така натаму. Куклица е тука во тој простор и така натаму. Значи има навистина доста интересни појави и сега посебна предност може да биде доколку тие појави се на некој начин рефлектираат во начинот на животот на луѓето. И точно тоа е во Кратовско, значи посебно во одредени села во Кратовскиот крај, каде што куќите, старите куќи и така натаму се направени од тие вулкански карпи, значи тие на некој начин ги користеле локалните материјали, а во врска со тоа и некоја локална традиција и така натаму, така да сето тоа укажа дека извонредна можност да се креира таков геопарк, значи Кратово Злетово, после така го дефиниравме. И за тоа нешто беше заинтересирана и Швајцарската агенција за развој, која беше тука присутна во Македонија, дури одобри и соодветни финанси. Со помош на тие финанси направивме навистина многу добра студија за целото подрачје, докажавме дека е одлична можноста, дека има потенцијал за геопарк. Но што се случи, значи дел од средствата беше предвиден или неопходен да се направи соодветна инфраструктура преку која што ќе се означат карактеристични локалитети, ќе се постават инфотабли и така натаму и така натаму. За жал, во таа некоја втора фаза требаше да дојде до израз локалниот интерес, но во меѓувреме еден од градоначалниците таму се откажа. Од не знам ни јас, се уште не знам од кои причини. Не успеа да го препознае тоа. Не успеа да го препознае тоа, бидејќи создавање, креирање на геопарк е долгорочна работа, значи тоа не се прави за година, од денес за утре или за година-две, потребно е повеќе време, но ефектите после па можат да бидат навистина исто така долгорочни и многу позитивни. И затоа велиме дека скоро и да нема геопарк ни на Балканот во државите што ги има, значи ни пошироко, каде што има некој негативен, таков неуспешен пример, кај што не е донел некои позитивни промени во средината. Може би грешката до некаде беше и наша, до некаде, затоа што за формирање на геопарк многу е важен оној процес bottom-up, односно од локалните луѓе, локалните чинители, да се развива самата идеја. Така да го препознаат. Да го препознаат тоа како нешто што па тие да направат притисок на локалните фактори да се реализира идејата. Значи,
Додуша јас инсистирав така повеќе да има не само со градоначалници, иако тие се локални фактори да кажеме, но и со угостители, со работилници некои имате. Требаше да има работилници и така натаму, меѓутоа сепак тука беше, пак ќе кажам, поширока група на луѓе кои што сето тоа го организираа. Може би не беше доволно созреана работата, па различни луѓе има различни размислувања дека не е неопходно да се прават такви работилници, туку дека е можно. Ние всушност имавме работилници, но на работилниците беа повикани главно градоначалниците. Сега, колку тие го разбрале сето тоа, колку тие ги виделе предностите, тоа беше навистина под знак прашање, односно сега веќе јасно е дека не го разбрале тоа. И градоначалниците се одреден период, па тоа... Да. Веројатно тие може би очекувале некој брз ефект за додека име уште мандатот, нешто, да се види нешто и така натаму, но кај геопарковите поента главна е не толку да се формира самиот геопарк, него да се одржува на долг период. Затоа што на секои 4-5 години има повторна контрола на геопаркот, да се види дали функционира, дали и му се продолжува или евентуално, многу ретки се тие кај што се на некој начин кај што паузираат или име значењето како УНЕСКО геопарк прекинато, многу ретки се, но сепак, познавајќи се малку и ние како функционираме, значи неопходна е сериозно, значи требаше да се формира заедничко тело на општина Пробиштип и општина Кратово, кое што ќе управува со тој геопарк, кое што ќе има нон-стоп идеи, што како, бидејќи и Европската Унија и бројни фондации дават и развојни програми, дават многу средства за геопаркови, но мора да има издржани проекти, мора да има навистина нешто што ќе значи драстично подобрување на состојбата во тој регион и така натаму. Јас многу пати кај Стевчево етно куќата Кратово, он ги има тие камени топки. Никогаш не кажал или не сум чула дека едноставно е спомнато дека Кратово лежи на вулканско подрачје, дека тие топки се од тие вулкани и да едноставно им дадат до знаење на туристите дека тоа е едно уникатно подрачје. Затоа велам, јас не можеш да ја сватам тогашната таа малку лежерност на општините, кога се кажа, тоа беа средства, ќе кажем искрено, од околу 180.000 евра или швајцарски франци, со кои што требаше 20 на локалитети да се уредат. Со солидна сума по 10.000 франци, значи да се постават табли, да се примат кратовските водопади кои што се навистина или бабакарини водопади, или делови од локалитети како што се Кукли, са тие да се поврзат во една целина, за да кога ќе дојде некој посетител, за да знае преку инфотаблите, преку дека тука дошло некој. Да дојде до сознание зошто е тоа геопарк. Зошто е така, зошто е геопарк, зошто е УНЕСКО геопарк. Инаку имаме ние две категории. Имаме класичен геопарк и имаме УНЕСКО геопарк. Тој класичен или национален геопарк без проблем може да се формира доколку има интерес од некоја општина или група на општини и така натаму, но не е тоа поентата. Поентата е да добие значење на УНЕСКО геопарк. Што е разликата? Кај УНЕСКО геопарк доаѓаат така наречени евалуатори од страна на УНЕСКО, проценуваат дали се исполнети условите, дали функционира како што треба. Има некои задолжителни услови, например, дека мора на таа конференција на геопаркови да присуства некој од соодветниот геопарк. Дека мора тој геопарк, УНЕСКО геопарк, да ги промовира и другите УНЕСКО геопарк. И така, значи има некои правила на игра кои што ги поставува УНЕСКО и мора кон тоа да се придржува. Така да, вообичаено, првен се формира национален геопарк, односно во национални рамки, под национални некакви ингеренции, после тоа функционира година до две и се поднесува барање до УНЕСКО. Тогаш доаѓаат УНЕСКО евалуатори, кои што прават еден извештај, што функционира, што треба се подобри, а во идеална ситуација, веќе на наредниот состанок на УНЕСКО телото за геопаркови, се донесува одлука да биде прифатен. Но најчесто постојат одредени забелешки кои што во следната година треба да се коригираат, да се исправат и за да годината после тоа биде прогласен за геопарк. Значи, тоа е
процесот некаде околу 3 до 4 години во некои просечни услови. Дефинитивно е тоа признание на нештата што вредат на оваа планета. Македонија има такви места многу. Да. Колку имаме, рековте и идејата за Македонија како геопарк, на вистина ми проработи во мозоков, едноставно можеме да бидеме геопарк. Јас често си размислувам, барем со оглед на вистина природните уникатности и убавини што ги имаме, дека може би треба некогаш да направиме нешто што е, ајде да не кажам, бомбастично и уникатно па и во европски рамки. За да бидеме по нешто барем препознаени на вистина ова парче земја овдека вреди. Инаку сме правеле истражувања, анализи и така натаму, во меѓувреме имаше и некој проект од животна средина каде што мислам дека е завршен, каде што исто експерти, главна геолози, одредува кои подрачја во Македонија имаат потенцијал да бидат геопаркови и се доаѓа до сознание дека минимум 5-6 подрачја во државата имаат такви, да кажеме, неоспорни, дури и уникатни. И уникатни, значи тоа се Кратовско-Злетовската област со вулканите, Кожувската област исто со вулканите, но и со Алшар како еден светски уникат. Значи посебно тука е предноста доколку има она светски уникат. Тоа е тој светски уникат во однос на минералите, најразновидни минерали кои некои од нив ги има речиси само на тоа место. Така да Маркови кули, понатаму имаме подрачјето на Порече, исто така уникатно по многу нешта. Потоа, например, некои планински клисури, како што е клисурата на низ Шар планина на реката Пена, со лешница, преубавите предели на лешница, значи Бислимска клисура. И така натаму, значи имаме барем 5-6 кандидати. Кога би биле подобро организирани, сите 5 кандидати би можеле да ги ставиме во некоја процедура, бидејќи интересно е, например, кај Хрватска, првиот геопарк Папу го доби 2007 година, веднаш почна иницијатива за вториот, третиот, сега веќе се оди кон четвртиот геопарк. Значи, го добија Виска кој геопарк, сега на крај се а може би веќе ми помината процедура за Биоково и веќе работат на четвртиот геопарк, а Хрватска е толку е, да кажеме, 2 пати по површина поголема од Македонија, но од друга страна ние имаме пример, она што секогаш велам како уникатност, на кое што и странците малку не малку, него се зачудени, тоа е дека всушност имаме скоро 40, речиси 40 планини и планински масиви во државата. Зошто сме толку уникатни? Затоа што ние лежиме на простор заедно со Грција, значи заедно со делови на Албанија лежиме на простор на тој рабен дел на континентот Европа кон континентот Африка, каде што со милиони години доаѓа до еден судир на тие големи континентални плочи. Како резултат имаме уникатност во геолошки состав, во релјеф, во многу други појави, почви, клима и така натаму, а како една уникатност е биодиверзитет. На сето тоа е накалемен биодиверзитетот, многу голема разновидност биолошка и така натаму. Сега имаме и некои последици кои што не ни се баш најпријатни, како например чести земјотреси, релативно чести, не како во Грција, но пакче, но тоа значи дека тука на овој дел, наш дел, да кажеме, меѓу Македонија, Албанија, Грција, планетата Земја е мощна жива, мощна е активна и така натаму, така да сето тоа велиме би требало, убаво е да се најде, јас сум убеден дека ќе се формира сето тоа, но не е поента да формираме после 50-60 години, туку да го фатиме моментот, всушност и не сме го баш, веќе доцниме доста, значи тоа идеално било да биде некаде 2010-2012 година, кога и веројатно колку повеќе геопаркови се формираат, тоа и ми го кажа дел од евалуаторите, толку построги се критериумите. Затоа што има многу, посебно Кина тука, да не кажам малку, многу амбициозно влета во тоа, сакајќи да има стотици геопаркови, бидејќи навистина Кина е голема држава и има навистина има и уникатност, има делови кои што се
2, 3, 3,5 милиарди години стари од почетоците на формирањето на земјата со оние огромни каньони и така натаму, но од друга страна Кина, односно кинезите, се многу упорни во сето тоа и сите тие места ги фантастично ги прилагодуваат, ги промовираат за туристички цели. И тие се светски познати места. И сега, заради Кина, условно може да настрадаме и ние. Зошто? Затоа што, поради тој наплив на барања за геопаркови од Кина, светската мрежа на геопаркови, Global Geopark Network, GGN, значи ги подигна критериумите, односно на секои 2-3 години ги подигнува критериумите, што па директно може да ни се рефлектира на нас. Така да, ако ние сме можеле, например, 2008, 2009, 10 година да кажеме многу лесно да креираме некој геопарк, сега тоа би било драстично потешко, а може па да замислам за таму после 5, 6 или 10 години дека речиси невозможно ќе биде без некоја голема помош од страна. Па сепак дефинитивно имаме уникатни места, да не кажеме, мене ми е болна точка, имаме доста места каде се најдени животински свет од тропскиот период, на кој воопшто не обрнуваме внимание. Една кокино кое заслужува многу повеќе него што е дури колку ми е познато за да биде примена во УНЕСКО се откажавме сами, така нешто имам прочитано. Едноставно мислам дека немаме осет нашето богатство што го имаме на ова тло да го користиме. Од друга страна, такви геопаркови ќе значат заштита на сето тоа и на некој начин ќе го сочуваме тоа што малце сме свесни дека го имаме. Така. Баш во разговор со тоа се двајца геолози горановци, управници на геопаркот Папук, односно дел од управниот тим таму што е, ми кажа дека од 2007 година кога е формиран геопаркот, заклучно тоа беше некаде 2022-2023 година, некаде околу 25-6 милиони евра има добиено геопаркот преку различни инфраструктурни и други проекти за развој, промоција, презентација и така натаму, и особено за развој на туризмот. И според нивни кажувања, тој релативно запуштен крај на Хрватска, со многу интензивно иселување, успева за кратко време, за десетина години, да го ревитализира на некој начин, барем тие негативни депопулацијски промени максимално да се намалат колку може, и она што е уште по-впечатливо, да младите луѓе почнат да пројавуваат интерес да останат таму и дури пак да се враќаат некој. И јас затоа напоменував за сите овие области што ги спомнавме како потенцијални геопаркови. Еве го спомнавме неколку пати Кратово Злето. Без такво нешто крупно, некој крупен продукт да кажем, нешто што ќе биде со што ќе биде пример Кратовско Пробиштипска област на некоја меѓународна, да не кажам светска мапа на УНЕСКО, младите за жал ќе заминуваат. Тоа значи дека не се свесни на она што го има. Да, и тоа значи дека пак ќе кажам, оние локални фактори треба да бидат свесни дека без таков некој крупен чекор, што и да е нешто ситно да се направи, не ги задржува младите, за жал. Значи, зголемена посетеност, со пример, на Кратовски регион, на Кратовски крај, од луѓе од странство, би значило промена, да не кажам, делумна и на менталитетот на локалните жители. Во желба нешто може би да се понуди, да се продаде нешто, да се комуницира, развој на како да кажам, модернизирање на погледите на светот и сето тоа што би придонело полесен опстанок на младите луѓе. Често нели велиме младите луѓе понекогаш се доаѓаат и во конфликт со повозрасните заради неразбирање на она што се случува, користење на модерни технологии, TikTok, не знам овона. Затоа велиме со тие модерни технологии може и лесно да се промовираат и да се презентираат овие убавини што ги имаме, но многу е битно за нас, посебно за некои делови на државата кои што се навистина запоставени и заостанати во економска смисла, да има поголема фреквенција на луѓе од страна, кои што ќе носат идеи, кои што ќе носат настани нови, бидејќи во геопарковите покрај друго често се организираат работилници, се организираат посети, се организираат некакви настани,
но тоа значи и велиме брендирање на некои локални, пример, прехранбени продукти, кои што би биле под брендот исто така на геопаркот, односно на УНЕСКО. Пример, лесновски мед, да кажем. Или, не знам, уникатна храна што е присутна во тој простор. Или ако зборуваме за Кожувско подрачје, исто така. И така натаму. Така да сето тоа, и тоа што е брендирано и веќе дозволено е да ја користи ознаката на УНЕСКО, замислите вие джем локален или ракија локална или сето тоа за туристите и за било кои посетители би било навистина од ето така. И еден како сувенир и нешто што, значи, нивното чувство на посета на тој уникатен простор ќе биде уште повеќе и драстично зголемено, а рековме ќе предизвика, сигурен сум дека би предизвикало големи промени во размислувањето во локалната средина, модернизација на тоа размислување на некој начин, фреквенција на луѓе ќе си го прави сето тоа и така натаму, така да не случајно ние некогаш велиме ко кецна десетка дојде во многу држави поимот за геопаркови, за да тие слабо развиени, запуштени, погранични некогаш територии драстично ги активира, ги на некој начин размрдаат малку, да се нешто смени таму. Тоа е, за жал, кај нас имаме доста такви подрачја и ова е еден од начините како нештата да се променат. Мислам дека фали образование околу сето тоа и дека можеби и веќе во средните школи треба да се учи што е богатството на Македонија, да не кажам на факултетите. Јас имам едно искуство лошо, да кажам. Водам веќе со години здружение кое се вика Кинг Марколенд. Прилеп со неговите карпи, староста на карпите, не успеавме ни да го заживееме како приказна, бидејќи не најдов соодветен однос на градоначалниците, што тоа значи. Во Прилеп неколку пати гостував со желба да се поттикне туризмот во низ таа приказна на Крале Марко. Ке почнам од тоа дека Пиво Фест е секоја година таму, го рекламираат Крале Марко пиво, а Крале Марко никаде го нема. Немаме осет за нештото што ни е наше, да го вреднуваме, за да го подигнеме на едно повисоко ниво и да од тоа направиме туристичка атракција. Јас и вака пак велам врзано со мојата струка, потесна област на истражување. Значи, речи си да нема дел во Македонија кој што не сум го поминал, не сум го вака анализирал, истражувал до некаде и така натаму, меѓу нив и многу детално се задржавме на Маркови кули. И она што беше, значи, направив максимален напор, тука да дојде врвниот светски експерт за таков вид на терени, значи такви тие гранитни терени, односно гранитни видови на карпи, гранитни карпи, тие се уникатни, значи навистина. И нивната старост и нивната старост, да, и тој професор од Полска, Пјотр Мигон, навистина и во УНЕСКО исто така познат како стручно лице од таа област. Значи дојде, прошетавме по Маркови кули и навистина беше зачуден од она, вели, ни светот, и тој, значи, го поминал скоро секаде каде што има нешто слично, значи секој простор. Вели, има и во Кина, има и во делот на Индонезија и така натаму, во Африка. Но, вели, тие се со стотици па илјадници километри раштркани. Овдека имате на простор од 50 километри квадратни, нема што нема. Нема што нема. И по една кратка, да кажеме, релативно кратка патека, можат луѓето да видат, значи посетители можат да видат изморедни и форми, и приказни, и манастири тука, и сето она што е комплементарно на таа уникатност, велиме. И она што спомнавте, значи, староста на сите тие карпи и како се формирале, значи, сето тоа е една прекрасна приказна, добро спакувана, би значила и добро промовирана и добро продадена. За жал, ние учествувавме во еден проект таму, се обидовме сето тоа некако да го промовираме, да траеше некако година, 2-3 тоа и од тоа на крај не остана ништо, а поентата беше токму зголемена промоција, подобрено управување со заштитени подрачја. Ние, за жал, и тие што ги имаме заштитени подрачја,
многу често имаме примери на не баш најдобро управување, некаде не се ни знае кои се управувачите. Матка, да ја земам. Матка, да, куклица го има проблемот, не се знае што, и многу други меѓу нив. Значи, едноставно нема кој го управува тоа подрачје, кој се грижи за него, а и на крај крајшта и кој одговара доколку се случи нешто неубаво. Значи, и тука се некои односи кои што, значи, нема не се знае ни кои се правата и обврските, ниту па кои се евентуалните одговорности. Кој е тој што би раководел со сето тоа. Така да неколку пати во минатите 10 на 15 години тоа ги истакнувам дека некако мора државата да најде начин пред се преку Министерство за животна средина, значи, но ако дури е потребно и на повисоко ниво еднаш да се потегне тоа, да не се испушта ова прекрасно природно богатство што го имаме, со кое што стварно може глобално да се пофалиме, да ние ради севкупниот однос некако ни е сето тоа занемарено и ние као, окей, значи ако треба ќе одиме некаде во странство, ќе платиме 10-20 евра да видиме некој водопад, а Камењанскиот водопад кој што е на вистина или водопадите на Беласица, добро, тука. Колку што знам преку 150 на водопади има во Македонија. Да. Некој допрва, значи Камењански водопад на пример пред неколку години фактички условно да кажам беше откриен за јавноста со изградба и секоја чест на локалните жители од село Камењане и од околината кои што навистина многу го средија, го уредија со локални материјали и навистина 8 поголеми водопади и уште неколку помали водопади, сочинувајќи еден вид на слап кој што е преку 150 метри височина. Што, на пример, тоа велам, и вода има во текот на целата година, на пример, и тоа голема количина вода. И навистина јас се со некои колеги од Хрватска и други држави од Грција, на пример, бевме спектакуларно онака воодушевени. Многу луѓе од кај нас така некако не знаат дека има и плюс е проблемот што пак ќе кажам, или треба, како во тој случај локалните жители перманентно се грижат, навистина го сватиле како нешто свое, и доколку се нешто оштети, доколку веднаш гледат да го поправат тоа и така натаму. И сега во втората фаза навистина ја сватија можноста, па на пример во Камењане веќе се онака се отворени луѓето веќе да примат гости во нивните, не знам, ресторани и така натаму. Значи видува дека може од тоа и да се заработи. Но некаде на Беласица водопадите, пример, се фантастични, но нема доволно некои капацитети кои што може туристички поречието да не зборуваме, фантастичен предел, јужниот дел на Јакупица кон Богомила и кон Нежилово, на пример. Значи имаме и тој простор исто така, па и цела Јакупица, исто така еден уникатен простор во европски рамки со по оглед на огромните резерви на свежа питка вода која што е внатре во тој карстен систем. Во Македонија имаме солени извори кои на некој начин да ги прашате луѓето не ни знаат дека постои. Најчесто не знам, јас пробувам, но сепак јас од научен аспект се трудам тоа да го пласирам во странство. И во странство, велам, луѓето се заинтересирани, постојано прашуваат, така, да, значи постојано прашуваат, дури имам луѓе кои што ми праќаат мејлови како може да се дојде до таму, како да се од Полска, Чешка, од Франција и така натаму. Некогаш ми малку, онака да кажам, запрепастувачки, наши луѓе некогаш како да не делуваат толку, или посебно, ако кажам за некои стручни лица или лица кои што би требало да придонесат во промоција на таков простор, некако како да малку така, најлесен изговор понекогаш ние нема пари. И тука завршува работата, иако има, јас искрено портал некој свој има, Мигио портал, каде што пласирам такви информации постојано за нешто што го имаме како уникатност и реално тоа го правам чисто од ентузијазам. Не ми треба, едноставно ми е задоволство мое да нешто биде вака, видено, прв пат слушнато и така натаму и така. Јас имам рубрика, дали знаете, во која дел од вашите информации ги користам, на некој начин да исто тоа го презентирам. Вистел телевизија прифати па го прави тоа во нашите сегменти. Идеме нешто да се објави и книга околу тоа. И навистина мислам дека
малце си ја знаеме земјата, малце си ги знаеме вредностите и несватливо ми е да животна средина, Министерство едноставно нема некоја политика на промовирање, на повеќе осознавање на сето тоа што го имаме како богатство, кое од друга страна можеме многу добро да профитираме со него. Така. Имаше еден период, беше многу активна и Агенцијата за промоција на туризам во тој поглед, па имаше и различни, не знам, видеа, не знам, овона, навистина, кои што какви да беа, но одекна позитивно. На некој начин те потикнува да го има желба. потикнува и нашето размислување, нашето, посебно за време на пандемијата, но после пандемијата во ред. Има некои се уште се чувствуваат некои позитивни траги од тој период кога луѓето почнаа повеќе да си го посветуваат вниманието на оно што го има близу нас, во чист простор и така натаму, но сепак јас сега и нешто друго. Често пати велиме, да не кажам скоро секој ден во зимскиот период, дека градовите ни се многу загадени. И понекогаш луѓето сами се прашуваат кој е најбрзиот начин да се тоа реши. Не постои најбрз начин, за жал. Тоа се што и да се прави е 2, 3, 5, 6, 7 години. Најбрзиот начин кој е? Оно што го имаат пример во Бугарија е тоа. За викенд да се излезе во чиста средина, да се отиде макар барем 1 час, 2, 3 часа на Скопска Црна Гора, над 1000 метри височина. Над 1000 метри височина, еве, прекрасен простор, да се вдише малку чист воздух, да се осети и природната убавина. Еве, на Скопска Црна Гора јас исто бев зачуден кога луѓето не знаат дека има водопади, тие кај Бродец, што се навистина се многу интересни и просторот е многу интересен. Водопади, тие не се, не знам колкави големи, но 4 метри, 3 метри, 5 метри еден водопад, така да навистина е, тоа се 6-7 водопади, еден по друг наредени, исто вака интересна појава, или пак други страни некои тамо, или пак некој пештери има, или така наречени псевдопеш. Има навистина многу работи, но малку ми е интересно, значи, за време на викенд сите, да кажем, или најголем дел од скопјаните, директно на водно, кај што повторно е загушување со автомобили, повторно е овона и така натаму, а од друга страна го гушим и оној жив свет на самата, бидејќи мала е планината, нема капацитет да се... Јас со мојата соработка со Јасен, кога носев луѓе да го видат, разгледаат Јасен, на враќање им викам, ајде сега се враќаме во Ауспух. Целиот ден поминат на тој чист воздух, понатака толку многу го чувствуваш дека какво е Скопје, да е тоа нешто што едноставно треба да го доживееш. Јас затоа велам и еве јас гледам максимално колку може да сум во природа и надвор од државата, гледам што се случува. За жал и во тој поглед некако, еве пак ќе го спомнам примерот со Бугарија, беше многу индикативен дека за време на викенд, например, планините се преполни. Преполни се планините. Значи тоа е еден како не знам, како навика некоја стегната, така и така, значи. Но друго што беше интересно, бидејќи неколку пати колеги од Бугарија доаѓаат тука, работевме заедно на истражување и така натаму, што вели илјаници луѓе се качуваат на Рила и Пирин, но во понеделник наутро нема да види човек ни ронка ѓубре таму оставен. Кај нас на некои делови дали шарплан, сега е во ред бидејќи веќе се прогласени, но претходно кога одевме 20 на 30 луѓе поминале, оставиле исто толку кеси или и така натаму. И во таа смисла свеста мора да се менува, но велам едно од сите оние што ја спомнавме на почеток темата, сите оние работи што може да се паралелно со промоција на сето она што го имаме како природа, како природни вредности на кое што се восхитува, еве рековме, и нашите луѓе, но и многу луѓе од посетители од странства. Во последно време дури од Грција гледам доаѓаат да видат што тоа има кај нас и навистина се воодушевени. И еден напор, велам сериозен, да се направи додека е време да создадеме некаков геопарк, барем еден геопарк да имаме и да бидеме во текот со да не бидеме, велам, и во тоа некако последни. Искрено се надевам дека ќе биде тоа. Ние за жал при крај сме со разговорот, брзо ми помина времето, а има уште многу што да се каже.
Тоа благодарам уште еднаш за поканата и се надевам ќе имаме и други прилики, можности да разговараме на овие теми кои што се надевам се порелаксирачки, не се толку. Да се надевам дека ќе биде идната емисија во на некој начин дека нешто почнува да се менува и некој геопарк е на видик. Тоа беше се, драги гледачи, се надевам дека ве оставивме во недоумица колку сме богати, а не знаеме тоа богатство ни да го цениме, ни да го искористиме.